Патниците од Скопје сега имаат можност да патуваат до 3 нови дестинации во Турција – Анкара, Чукурова и Дијарбакир. Иако нема директни летови, достапни се поврзани опции преку различни турски градови. До Анкара, патниците можат да летаат со Pegasus Airlines или Turkish Airlines преку Истанбул или Анталија. Времетраењето на летот варира од 4 часа и 55 минути до 5 часа и 50 минути, зависно од рутата. Цените за повратен билет започнуваат од околу 98 евра. За Чукурова, летовите се достапни преку Pegasus Airlines со преседување во Истанбул. Цените за повратен билет започнуваат од околу 130 евра. До Дијарбакир, патниците можат да патуваат со Pegasus Airlines, Turkish Airlines или Sun Express преку Истанбул, Анталија или Измир. Времетраењето на летот е околу 5 часа и 30 минути, а цените за повратен билет започнуваат од околу 245 евра. Премиерот Христијан Мицкоски денеска појасни дека барањето за одвојување 5% од државниот буџет за одбраната е поврзано со креирање на јасен акциски план. Според него, потребно е во разумен рок да се обезбеди континуирано финансирање за потребите на НАТО. Тој истакна дека во предвидените 5% се вклучуваат и инфраструктурни и капитални инвестиции што ќе се користат за алијансата. Изјавата ја даде по посетата на реконструираното одделение за систематски преглед во Институтот за јавно здравје. Мицкоски додаде дека овие средства ќе ги опфатат и бројни инфраструктурни проекти што државата планира да ги реализира. Според него, моментално се издвојуваат нешто над 2,5%. Тој нагласи дека поранешниот максимум од 2% сега станува минимум и дека многу земји членки на НАТО се уште не го достигнале тој праг. Илјадници луѓе излегоа на улиците во Србија барајки предвремени парламентарни избори. Под мотото "Востани, Србио", протести се одржаа во околу 30 градови ширум земјата, со ист текст прочитан на сите собири, кој ги потенцираше младите како двигатели на промените. Студентите порачале дека гласот на младите не е само шум, туку бран на надеж, достоинство и правда. Тие нагласуваат дека државата е нивна, а ако властите не сакаат да ги слушнат на универзитетите, ќе ги слушнат на улиците. Протестите траат веќе повеќе од 6 месеци, а започнаа по трагичниот инцидент во Нови Сад, кога при уривање на настрешница загинаа 16 лица. Вината, според опозицијата и експертите, ја сносат власта, небрежноста и корупцијата поврзана со председателот Александар Вучик. Организаторите ги оценија изборите како клучна пресвртница за иднината на земјата, повикувајќи на демократска промена и прекин со авторитарните практики. Десничарскиот кандидат Карол Навроцки тесно го победи центристот Рафал Тржасковски на председателските избори во Полска, освојувајќи 50,89% од гласовите. Првичните анкети по затворањето на гласањето му даваа предност на Тржасковски, но конечниот резултат донесе драматичен пресврт. Излезноста изнесуваше високи 71,6%. Навроцки, поддржан од националистичката партија Право и правда и од администрацијата на Доналд Трамп, најави борба против влијанието на премиерот Доналд Туск и ЕУ, како и блокирање на дел од законите. Победата значи продолжување на судирот помеѓу председателската палата и владата. Иако председателската функција во Полска е претежно церемонијална, председателот има право на вето, а владата нема мнозинство за да го надмине тоа. Политички аналитичари предвидуваат нови блокади и потенцијален обид за предвремени избори. Навроцки, чие минато е обременето со контроверзии, доби силна поддршка од конзервативните гласачи, особено во руралните средини, загрижени од либералната агенда на Тржасковски. Во пресрет на новиот круг разговори меѓу Русија и Украина во Истанбул, двете земји разменуваат жестоки удари. Украина изврши масивен напад со 117 дронови врз 4 руски воени аеродроми, уништувајќи повеќе од 40 авиони. Според председателот Зеленски, операцијата која се подготвувала 1,5 година е историски успех на СБУ. Нападите се извршени длабоко во руска територија, вклучувајќи ги базите Белаја, Џагилево, Иваново и Оленја, на оддалечености и до 4200 км од Украина. Русија ги потврди ударите, но тврди дека дел од нив биле спречени. Истовремено, Москва возврати со ракетни и дрон напади врз украинска обука, при што загинаа најмалку 12 војници, а 60 се повредени.